Би сакал да започнам со тоа што сакам да ви кажам дека нема некој директен одговор на вашето прашање. Треба претходно да се објасни за што зборуваме. Значи, зборуваме за авторитативни земји. Има определена тенденција да се споменат оние очигледни авторитативни земји, како што се Русија, Белорусија и слично, и поинаку да се третираат земјите како што е мојата и Унгарија, а ти не се. И тоа сакам тука да го објаснам, бидејќи конкретно во мојата земја, речиси 10 години немаме слобода на медиумите. Не практично, туку сите телевизиски станици со национална фреквенција се контролирани од страна на владата и од самиот председател. Помалку од 10% од уделот на медиумските телевизиски станици го имаат приватни телевизиски станици, претежно на кабловска телевизија. Така што во Србија најголем дел од населението ги добива првите информации од националните телевизии. И тоа е тоа што нив им го обликува начинот на размислување. Втора работа е што овие режими ги нарекуваме конкурентни авторитаризми. Значи, не се конкурентни, бидејќи Србија не е конкурентна од декември минатата година. Бидејќи во декември минатата година владеачката партија донесе десетици илјади од Босна и Херцеговина да гласаат на изборите во Белград и на други избори. Ја земав ова публикација, донесов. Мислам дека имавте и вие ваква публикација кај вас. Така што мислам дека во мојата земја ова беше направено да го наречам под наводници на стероиди. Споредба со она кај вас во 2013, а може би и грешам. И на крајот од август оваа година, може би и малку порано, имаме, не дека немаме туку, имаме сериозно загрозување на слободата на здружување. Важно е како гледаме на ваквите конкретни видови на режими, кои што понекогаш се нарекуваат хибридни режими, конкурентни, авторитетни режими. Меѓутоа, тоа не се, тие се процеси кои што водат кон целосен авторитетен режим. Амбасадорот претходно спомна нешто во врска со Србија. И мислам дека тоа што го спомна беше интересен случај. Всушност, не треба Русија да се обвини за начинот на кој што србите размислуваат за светот, за својата земја, за односите со другите земји во регионот. Нивните мислења се обликувани од медиумската машина на владеачката партија во Србија. Зошто го истакнувам ова? Веќе за ова и изборувавме. Мислам дека не станува збор само за владеачката партија. Потребно да се направи разлика, затоа што нашиот председател само што беше примен од канцеларот на Германија како легитимен партнер на Германија, затоа што ние имаме некоја цел која што сите ја сакаат, така што нашиот конкурентен авторитаризам се смета за нешто што е приватливо. И мислам дека ова е голем проблем кој што сега го имаме во овој момент. И можеби, сакам да спомнам и едно истражување. Многу е интересно ова истражување затоа што го објаснува она што го кажувам. А тоа е дека српската медиумска машина ги обликува срцата и умовите на луѓето, за да не мислат тие на војната во Украина. Тоа е она за што изборувавме. Во суштина, во 2022 Фондација Отворено општество
организација со седиште во Велика Британија, направи голема глобална анкета на јавното мислење и мислам дека на таа анкета учествуваа повеќе од 20 земји од светот и Србија беше една од нив. Тие не ги објавија информациите, мислам во српската публикација не бе објавени информациите од оваа анкета за српските мислења, но ние ги добивме за да можеме да ги објавиме и во соработка со една друга иницијатива се направи тоа истражување во кое што се покажува дека Србија има проруски наративи и се дава објаснување за тоа кои сметаат српските граѓани дека е одговорен за ваквите ситуации. И според тоа истражување, 63% од србите сметаат дека Западот е оној што може, тој што треба да се обвини за конфликтот. Има голем број на корисници на ТВ Хепи и ТВ Пинк во Србија, кои што беа дел од анкетата и поради тоа може би е и волку висок процентот на ваквото размислување. На блиски со вакви проценти се некои други земји, како што се Сенегал 72, Индонезија 50%. Но сега, еве оно што е интересно, се дава одговор на друго прашање, а тоа е дали, значи само парафразирам, како би завршила војната во Украина и беа понудени неколку одговори. Например, дека ја враќа територијата која што е под контрола на Русија, значи дека ќе има прекин на огнот, а другото беше дека другиот понуден одговор беше дека Русија треба да ги врати териториите што се окупирани и што ќе ги преземе териториите што се окупирани. Така што при првото прашање 57% од глобалните испитаници се согласуваат со исказот дека Русија треба да ги остави, да ги врати сите територии кои се окупирани. Меѓутоа, тоа не е случајот во Србија. Не може да се каже дека има повеќе руска пропаганда во Србија отколку што има во Молдавија, бидејќи во Молдавија немаше вакви проценти во однос на исказите. Кај нас, мнозинството срби сметаат дека дел од нашата територија била одземена во минатото. Така што тука имаме парадоксални резултати. Сега сметаат дека е во ред да се одземе територија на Украина, но не е да се одземе нивна. Значи, тоа е оно за што зборувавме. Не станува збор за вестината, туку станува збор за емоциите. И за тоа зошто србите се проруски ориентирани. Не е заради тоа што тие знаат нешто за Русија или многу ја сакаат Русија. Тие ја сакаат Русија не поради тоа што е, туку поради тоа што не е, а тоа не е Западот. А не е Западот. И мислам дека тука е она поента. И тоа е она што дава објаснување на она за што зборуваше господјата претходно. Значи не е оно што се случи, што е во мозокот, туку оно што е во срцето. И сега како ние тоа да го промениме? Станува збор за една сложувалка. Не знам до кој степен ја следите ситуацијата во Србија. Имаме во моментов огромна мобилизација на студенти и мислам дека тие многу добро се справуваат со сето ова и успеваат да се снајдат со моќта на начин на кој што ни политичарите, ни граѓанското општество не може да се снајдат. Сега тука ќе запрам, затоа што не знам дали има уште некој што би прозборал или би искоментирал.
Сега го чекаме господинот Фуере да влезе дигитално да ни се приклучи. Па може би вие би можеле во меѓувреме да ни објасните за интервенциите во Украина, НАТО. Затоа што ние често гледаме што се случуваше нели и во Србија, што се случува во Украина. Тоа се прашања кои треба да ги разгледаме. Мислам, го спомнав веќе ТВ каналот ТВ Хепи. Тоа е еден најдобар пример за проруска пропаганда. Тие дури и во живо го пренесуваат први канал, руски, со понекогаш титлови. Не е секогаш толку гледан, понекогаш може да видиме каква е гледаноста на определени програми и мислам дека повеќе станува збор за или незнаење, или за воопшто незаинтересираност, негрижа, а тоа не е само ситуација во Србија, таквата незаинтересираност на потрошувачите, односно да се сврти и да не се гледа, да се гледа на другата страна. Меѓутоа, ако имате можност да појдете нели во Украина да видите што се случува во Украина, ќе ви се смени вашето мислење многу драматично. Не би ги обвиниле за она што се случува во секој случај. Тоа, она што мислам е дека е проблем е изложеноста на реалноста. Кога бев во Украина, минатата година, напишав репортажа од човечки аспект и мислам дека имаше влијание оваа репортажа врз читателите. Генерално, проблемот е во тоа што нашата влада игра двојна игра. Од една страна ја шират оваа проруска антизападна пропаганда. Например, кога имаше посета од министер од Украина, ваквата посета помина целосно незабележано од страна на медиумите, бидејќи обично кога доаѓаат вакви високи личности во Србија, веднаш се поставуваат знамењата на нивните држави од аеродром до градот. Погодете која држава немаше такво знаме. Украина. Додека председателот е во странство, се фали дека продава муниција, оружје на Украина. Тоа е добро, меѓутоа и од друга страна имаме и темна страна на сето ова, затоа што има и негативни аспекти, поврзани да речеме со корупција и слично. Меѓутоа, за ова не се зборува многу во српските медиуми. Барем тој не зборува. Значи, сакате да кажете дека е паметен популист? Тој е авторитативен човек. Не треба да заборавиме дека и ние бевме земја кандидат за членство во ЕУ. И за нив потребна е Европската Унија, за да може да ги користат и парите од Европската Унија. Можем да ви кажам еве и уште едно истражување од 2021 година. Вие спомнавте исто така различни податоци, меѓутоа вака во овие истражување се даваат и други геополитички информации.
Она што е интересно во Србија, кога ќе се премине политичката припадност на граѓаните, нивните геополитички преференции, ќе забележите дека и тие мислат дека владата е проруска, кинески ориентирана и авторитативна. И тоа е се заради интерни политички причини. Значи, ова е она сценарио во кое што се креира еден наратив во кој што се овозможува ограничување на нивните активности.